читање на Гркот Зорба започна кога ја разгледува в домашната библиотека и изогледа се една сина книга со интересно име – Алексис Зорбас. Ги прашав родителите за книгата, а тие ми кажа интересни податоци. Алексис Зорбас бил грк, ми рекол, кој дел од својот живот го поминал во Скопје. Неговите рудници се наоѓаат блиску до нашиот дом. Кај мене тогаш се роди желба да побарам на интернет нешто во врска со овој човек. Така стигнат до еден интересен напис од Утрински вестник. Во написот пишува дека Алексис Зорбас се родил во Северна Грција, бил вреден и уживал да игра свиртаки. Се оженил со убавицата Елени, ќерка на богат сопственик на рудници, во кој самиот работел. Во 1920 година се преселил во Ниш. Таму купил рудник, а рудници купил и во околината на Скопје, во Драчев во Зелениково. Во 1926 година се доселил во Скопје, каде што починал во 1943 година. 10 години подоцна, неговиот пријател Никос Казанцакис ќе му обезбеди светска слава пишувајќи ја книгата Алексис Зорбас. Во средината на 90-тите години во Скопје, во МНТ, беше изведен балетот Гркот Зорбас, кој и ден денес е на репертоарот на театарот. Алексис Зорбас е најпознатиот грк на новиот век. Тој богат човек, боем. Им помагал на сиромашните и не дозволувал да му командува. Меѓу старите скопјани кружи приказна дека и ден денес некаде во Русија останало закопано богатството на Зорбас. А сега ќе ве поведам на кратка прошетка до рудниците на Гркот Зорбас. По течението на реката Мала Рада стигнуваме до предел кој е малку поразличен од околината. Тука, помеѓу коритото на реката и обраснатите стрмнини на ридот, ќе догледаме отвор како влез во пештера. Овој отвор е нешто слично како влез во пештера. Порано ова било окното на рудник за јаглен. Овој рудник за јаглен порано бил во сопственост на гркот Алексис Зорбас. А сега ќе одиме на место каде што бил и другиот рудник за јаглен. Еве сега ние се наоѓаме кај уште едниот рудник за јаглен. Остатоци од јаглен можеме да видиме покрај реката. Ако поубаво се загледаме, може да се видат остатоци од јаглен. Сигурно рудникот е исцрпен, па затоа е напуштен и заборавен, оставен на забот на времето. Она што го инспирира е тоа дека тој голем човек Зорбас, за кого е напишана и книга, а потоа истата е преточена на филмско платно, еден дел од својот живот го поминал во нашето Драче.